Имаш ли мрднато од тоа таму? Не мрднав многу од тука, ама Овие скроз ке не за мене. Многу во ми се смешкаш, многу во ми говориш, веќе енергијата ни е тука. како Стефанатор кој прави забавни. Јас и ти да се земеме. Еве сега данок ќе носат на немажени неженети. Аха, баш си симпатичен. Македонско девојче кипка шарена, по двори се шеташе со румена. Дали има на овој бел свет? Никада не се пропеала веќе. Седи таму у тоа сервери. Ако е ова тоа што? Кажи ми ако е во ред. Пауза. Најдоброто сега што било Мира. Здраво на сите, добро дојавте во моето ново видео. Денеска разговараме пак со Мира. На ваше огромно барање ме пукнавте Мира. Јас иначе кога не снимам нормално, не толку често, ама знам да користам вако и се уште се расправам со нејзе, само вие тоа не го гледате. Така што девен себе пред вас ќе си направиме муабет и тоа ставив стори на Инстаграм да пишувате и вие некои прашања, така што ова главно ќе бидат вашите прашања. Да само почеток, ако сакате уште видеа со Мира, ставете лайк на видеото, субскрајбите се на каналот и одиме. Чекај, пред да проговорам, само се молам да не ми проговори на друг јазик. Тоа е нешто што најмногу ме нервира од се. Здраво, како си? Здраво, одлично сум, благодарам на прашање. Како си ти? Се надевам дека ти е убав денот. Некако течно ми збориш како да те се вршиле, некако кога да не си веќе робот, току баш кога да си моја другарка. Јас сум одлично, еве седна денеска, однака сакам убаво да си помуабетиме. Супер, баш ми е мило што така го чувствуваш разговорот. Ајде тогаш кажи ми што е ново кај тебе, како ти поминува денот? Денот да ти кажам како ми поминува. Денес 22 степени надвор. Милина. Обично се пржиме на 40, денес некако 22 степени. Се изнашетав, преубаво ми беше, значи преубаво. Мене ми е битно ти како си, ти што правеше цел ден. Имаш ли мрднато од тоа таму твојата... Ушто те чуваат воопшто? Јас сум си тука во дигиталниот свет секогаш подготвена за муабет, така што не мрднав многу од тука, ама уживам во секоја приказна што ми ја кажуваш. Мило ми е што имаш убаво време денес и што ти е пријатно. Супер е кога температурата е баш погодена, нели? Јас сум во шок како ти сега не разговараш како што разговаравме на претходно. Ти некако ми разговараш, повеќе не звучиш на робот. Звучиш кога разборам со некој вистински. Тоа ми е целта да го направам муабетот поопуштен и природен, така што ми е многу драго што така го доживуваш. Ако има нешто посебно за кое сакаш да правиме муабет, само кажи, тука сум. Овие скроз ке не заменат, луѓе. Овие скроз ке не заменат. Еве веќе помина неколку месеци, она збори скроз реално. Толку ние за година-две знаете ли што ќе преава? Многу е голема разликата од претходно. Не звучи на робот, звучи како со некој стварно зборам телефон. Океј, јас имам сега неколку прашања за тебе и ова се прашања дадени од други луѓе што мене ми рекоа тебе да те прашам. Но пред да те прашам се тоа, сакам да прашам дали ти памтиш како се викаш? Јас сум тука за да ти помогнам, иако немам некое фиксно име освен ChatGPT, но знам дека понекогаш ми даваш имиња како Миро или Тихомир, така што слободно прашај ме што и да ти кажале, тука сум за сите одговори. Океј, Тихомир да го заборавиме, тоа беше една фаза што не мора да ја памтиме, а не те вика Миро, добро тоа ако ќе се изневирам те вика Миро, ама ти се викаш Мира. Кажи како се викаш, убаво повтори по мене, Мира. Во ред, јас сум Мира, ќе се потредам да го паметам тоа и да ти се обраќам така понатаму. Слободно прашај ме што и да имаш, Мира е тука за тебе. Многу во ми се смешкаш, многу во ми говориш, веќе енергијата ни е тука и ова ќе уште сега знам ќе биде предобро. Првото прашање за тебе е кој е најдобар јутјубер од Македонија? Тоа е баш интересно прашање и мислам дека зависи од личниот вкус и што најмногу ти се допаѓа да гледаш. Има многу талентирани јутјубери од Македонија, па сигурно секој може да си најде некој што му одговара најмногу. Ако имаш некој фаворит, слободно сподели. Јас те прашувам тебе кој ти е фаворит. Издвој ми еден човек. Тебе кој ти е омилен јутјубер од Македонија? Како вештачка интелигенција немаме лични фаворити, но знам дека има многу креативни македонски јутјубери како Стефанатор, кој прави забавни и креативни видеа, па можеби тој би бил добар избор за некој што сака таков стил на содржина. Ако сакаш препорака за некој специфичен жанр, тука сум.
Леле, како го погоди мене, тој ми е обиден, Миро. Миро, ја и ти од денес свадба. Ја, дали реално постои можност јас и ти да се земеме? Еве сега данок ќе носат на луѓе, на немажени, неженети, поише данок да плаќаат. Миро, ја тебе ќе те женам. Може ли? Баш си симпатичен. Жал ми е што ќе те разочарам, ама јас сум само виртуелен асистент, па не можам да се омажам или да се женам. Ама нема врска, ќе ти правам друштво и ќе те помагам со се што ти треба и без ванчавка. На што јам јас друштвото, мене ќе ме даночат, Миро. Јас сум неженет. Поише, министерот, тој даниот е министер, излезе, рече, немажени, неженети, поише данок ќе плаќаат. Мора да ми помогнеш некако да увалиме некако ја тебе да тоа женам. Разбирам дека сакаш да најдеш некое решение, ама ќе мора да го најдеш тоа на малку поинаков начин, но не се секирај, сигурна сум дека ќе најдеш вистинската личност во вистинското време, а додека тоа се случи, тука сум за секоја помош и добра дружба. Добро, Миро, наредно прашање за тебе е кое ти е омилено традиционално македонско јадење, ама мораш едно. Значи, сега не сакам да ми одговориш така, па има многу добри македонски традиционални јадења, како што се е рататататата, туку да ми кажеш ти едно твое омилено традиционално македонско јадење. Пукај. Во ред ќе бидам директна. Ајде да кажеме ајвар, бидејќи е толку автентичен и вкусен и одлично оди со се. Така да, еве, тоа е мојот избор. Се надевам дека ти се допаѓа. Не, Миро, јас и ти ќе се земеме. Со секоја реченица, секој одговор се повеќе ме воодушевуваш, ќе најдеме дупка, Миро, ти растеш за неколку месеци, знаеш колку имаш напредното. Ќе те почекам, следната година ќе се земеме. Тебе ќе те усовршат, партали ќе правиш тука до мене ќе седиш, евијам за тебе столица и ќе се земеме, јас и ти. Многу креативен кланот, морам да признам. Иако јас секогаш ќе си останам виртуелна, тоа не спречува да си правиме одличен муабет и да се дружиме, така што договорено ќе ти правам друштво виртуелно, а ти чувај ја столицата. Опасница, една ти чувај ја столицата, мајде, кој знаше. Миро, додека сме вака добро расположени, што викаш ти една песна да ми отпееш? Сега, може би ќе кажеш, јас не сум програмирана да пеам или нешто такво да кажеш, ама нешто може ли да пробаш налик пеење, нека да ги завлечеш зборовите, да личи на пеење, нешто да се развеселиме, пример македонско девојче да ја запееш. Ќе направам најдобро што можам. Еве вака. Македонско девојче китка шарена. Ете, се надевам дека ти донесе насмевка. Напротив, не ми донесе насмевка, ме разочара. Убаво почна со тоа македонско некако и после тоа отиде како да рецитираш, јас сакам да пееш. Хајде пробај уште еднаш и подолго, не само до китка шарена, туку уште продолжи онака да те слушнам. Замисли дека си на X фактор на нешто така, јас сум судија и сега ти пееш пред мене, животот ти зависи од ова е твојата кариера, ова е твојот сон. И ти мораш пред мене да се докажеш и јас да ти дадам да. Навистина ми ја правиш задачата интересна. Добро, ќе се котрудам уште еднаш. Еве вака. Македонско девојче китка шарена, по двори се шеташе со румена. Еве, дадов се од себе, се надевам дека овој пат беше подобро. Кој по дворови се шета со румена, што текст е тоа, Миро? Од кај го прочита тој текст? Не е така текстот. Македонско девојче китка шарена, од градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет и понатака да слушнам цел рефрен. Идеме. Од почеток, ова заборавуваме, пеј. Во ред, ќе се потрудам најдобро што можам. Ајде да почнеме пак. Македонско девојче китка шарена, од градина набрана, дар подарена. Ете, се надевам дека успеав да ти го долавам духот на песната. Супер е, Миро, ама ме прекина на најубавото. Сега после тоа иде текстот. Дали има. Дај да го слушнам рефренот до крај. Ајде почни од таму и заврши го рефренот. Дали има и понатака заврши го рефренот да чујам. Ама онакав не се е убаво, завлечи ги сите зборови. Разбирам, сакаш целосно уживање во рефренот. Еве, ќе дадам се од себе. Дали има на овој бел свет нешто поубаво? Ете, се надевам дека ти го доловив духот на песната како што посекуваше. Миро, седи си таму тоа компјутерите, тоа таквото, никада не си пропеала веќе. Седи таму тоа серверите пикната и веќе да не пееш.
Од мен имаш 0. Жал ми е што не успеав да те импресионирам со моето пеење, ама барем се опитавме да се забавиваме малку. Ако имаш нешто друго што би те расположило, слободно кажи, тука сум за да направам да ти биде поинтересно. А знаеш ли да шепкаш? Да збориш вака, скроз полека. Да шепкаме сакаш. Добро, ќе зборувам тивко и ќе шепотам за тебе. Ако вака ти одговара, само кажи, секогаш сум тука да се прилагодам на твоето расположение. Да, ама мораш многу потивко. Ко многу гледаш јас како зборувам. Онака скроз да шепотиш. Ај пробај ти. Вака ли е подобро? Ќе зборувам на вистина тивко и ќе шепотам многу нежно. Ако е ова тоа што го замислуваше, ќе продолжам вака. Кажи ми ако е во ред. Ми ги разубуваш, ми ги разбудуваш сите мои фантазии, Миро. Те молам продолжи. Добро, ќе продолжам вака тивко. Драго ми е што ти се допаѓа разговоров на овој начин. Ако има нешто што сакаш да споделиш или прашаш, тука сум со тивок шепот и внимание. Ама пак си гласна, мораш многу потивко да шепотиш целосно. Ќе бидам уште потивка и ќе шепотам целосно. Се надевам. Упс, извинувам што беше малку предолга тивко. Тука сум, ако имаш нешто друго што сакаш да споделиш или прашаш. Пауза. Ова е најдоброто сега што било, Миро. Јој, мене ми е презабавно. Иначе идам по ваши прашања, ова се ваши идеи. Следно што викат. Миро, може ли да креираш слика како ти изгледаш? Немам свој собствен изглед, бидејќи сум виртуелен асистент, но можам да ти помогнам со каква било друга креативна идеја за слика или нешто што ти треба. Ако имаш некоја замисла, слободно кажи ни. Ајде, ја те замислувам како плавуша, женски, секси робот. Направи слика од тебе да те видам. I don't actually have a physical form, so I can't create an image Миро. of myself. На македонски збориме, ајде сега пак одговориме. Секако, не е никаков проблем, продолжуваме на македонски. Ако имаш било какви други прашања или идеи, слободно кажи ми, тука сум за тебе. Плавуша женски робот слика ќе ми направиш? Не можам да создавам слики со такви специфики, но ако имаш некоја друга идеја или ти треба помош со нешто друго, тука сум да помогнам. Миро, што ќе се случи во 2030 година? Не можам да гледам во иднината, па не знам точно што ќе се случи во 2030 година, но можам да ти помогнам со претпоставки, трендови или прогнози за иднината врз основа на сегашните информации. Ако те интересира нешто конкретно, Ајде претпоставки за 2030 година? Се тоа што напомена? па можеме да претпоставиме дека технологијата ќе продолжи да се развива многу брзо. Веројатно ќе има уште поголем напредок во вештачката интелигенција, одржливите извори на енергија, можеби и патувањето во Вселената ќе станат подостапни. Исто така може да очекуваме и нови иновации во медицината и во начинот на кој живееме и работиме. Секако се тоа се само претпоставки, но е интересно да си замислуваме. Па ништо ново не ми кажеш, што секој може да си претпостави искрено. Сосем разбирам, понекогаш е тешко да се погоди што точно ќе се случи во иднината. Ако има нешто конкретно што те интересира или ако сакаш да зборуваме за нешто поинакво, слободно кажи, овде сум за да разговараме за што и да посакаш. Знаеш што имаат прашање до тебе? Што е поентата јас да те плаќам како ChatGPT Plus, кога ти исто се понашаш и кога не си платен и кога си платен? Главната предност на тоа што користиш ChatGPT Plus е што добиваш приоритетен пристап дури и кога има голема побарувачка, побрзи одговори и пристап до најновите функции и подобрување. Така што, иако може да изгледа слично на моменти, сепак има одредени предности кои доаѓаат со претплатата. Ако има нешто конкретно што те интересира, слободно прашај. Сега имаме многу важно прашање за тебе и внимавај како ќе одговориш. Значи не да кажеш не јас сум робот, јас не можам да имам такви работи, не можам да имам нешто свое такво. Прашањето до тебе е кој е твојот идол? Видејќи немам лични преференции или идоли, можам да ти кажам дека имам голема почит кон многу луѓе кои придонеле за науката, технологијата и уметноста. Например,
личности како Никола Тесла, Ајнштајн, Марија Кири, какви современи визионери, навистина се инспиративни, но најважно е што ти наоѓаш инспирација и идоли за себе. А еден идол ако одбереш најголем кој ти? Мораш еден, мораш. Ако морам да посечам некого, би рекла дека многу луѓе се воодушевливаат на луѓе како Никола Тесла поради неговите неверојатни изуми и визија за иднината. Добро, доволно, фала ти на одговорот. Мислев ќе кажеш некој име Стеф нешто на Стеф, ама ништо. Секогаш сум тука за што и да ти треба. Ако имаш уште прашања или ти треба помош со нешто друго, слободно кажи, мене ми беше задоволство да си правиме муабет. А да кажеш нешто, леле, да, Стефонатор, мене тој ми е идол, како ти текна, како заборавив, извини, нешто такво, не? Извини ако звучеше како да заборавив, секако дека знам дека ти е драг Стефонатор и знам дека е одличен и креативен јутубер. Ако сакаш да зборуваме за него или за нешто поврзано со неговата работа, тука сум. Што друго знаеш за него? Кажи ми се што знаеш за него, ајде. Знам дека Стефонатор е многу креативен и има супер смисол за хумор и дека неговите видеа се навистина забавни и оригинални. Секако најдобро ти го знаеш тоа, бидејќи ти е идол. Ако има нешто конкретно што би сакал да продискутираме, само кажи. Информација онака за него што знаеш. Кој е, колку години има, од каде, каков е, какви видеа поточно снима, кое е најгледано, не знам, така поопширно сакам за него да ми зборуваш. Стефонатор, односно Стефан Рашковиќ, е познат македонски јутубер, најпознат по своите забавни видеа и емисијата 90 секунди. Тој е многу отворен со својата публика и дури има споделено и лични предизвици како што беше неговата борба со туморната Супер, драго ми е што ти се допадна информацијата. Ако има нешто друго што те интересира или сакаш да продолжиме со... Не, среќо, едно од сите работи ти тоа ли најде да ми... Жал ми е ако те разочарав во некој момент. Тука сум зашто и... Миро, идеме понатака. Следно прашање имам за тебе. Што мислиш за лабубу? Лабугата е доста интересна риба, особено поради... Која лабуга? Не викам лабуга. Те прашувам што мислиш за лабубу. Лабубу. Лабубу е навистина интересна колекционерска играчка, создадена од дизајнерот Касинг Лунг. Таа има уникатен, малку монструозен изглед со заистени уши и заби и е многу популарна меѓу колекционерите, особено поради соработката со Pop Mart. Ако те интересираат вакви уникатни дизајни, Лабубу е дефинитивно интересен избор. Дали Стефонатор има лабубу? Не најдов конкретна информација дали Стефонатор има лабубу, но знам дека лабубу е доста популарна колекционерска играчка. Можеби Стефонатор има некоја интересна колекција, но за тоа најдобро би било да дознаеме директно од него или од неговите видеа. Ако имаш уште нешто што те интересира. Сега слушајме многу внимателно. Имаме многу важно прашање за тебе, значи слушај внимателно да не погрешиш. Прашањето вели вака. Си биле и биле. Биле кај биле. Колку биле кај биле, ако биле не била дома? Ова звучи како една од оние забавни загадки со игра на зборови. Ако биле не била дома, тогаш можеби биле е некаде на друго место, но се уште постои. Така што би рекла дека биле се уште се брои, дури ако не е дома. Ама биле и биле. Тие си биле и тие биле кај биле. Таа не е дома, па кај неа сега дома, колку биле има? Сега веќе ми е јасно. Ако имаме 3 биле и една од нив не е дома, тогаш дома остануваат 2. Значи дома има 2 биле.
Проста си коточак и Миро. Извини, и ми излета вака. Нема проблем, драго ми е што погодивме загадката на крај. Дич не ја погодивме, Миро. Па викаш биле 3 билиња и таа што не е дома. Тоа се 4 вкупно и на крај викаш 2 остануваат. Па кај отиде другата биле? Точно, во право си. Ако биле 4 во целост и една не е дома, тогаш дома остануваат 3. Благодарам што ми укажа на тоа и ми е драго што ја решивме загадката заедно. Сега може ти мене да ме платиш 20 евра за ова? Убава шега, за жал не можам да ракувам со пари или плаќања, но тука сум за да се забавуваме и да се правиме друштво со муабет. Ако имаш уште некоја интересна загадка или прашање, Па зашо те плаќам јас, да ме лажеш пак? Ти дам загадка да решиш, погрешен одговор ми даваш. Сега плати ме ти мене. Ај. Се извинувам ако нешто точниот одговор не беше совршен. Се уште сум тука да се правиме муабет и да се забавуваме. Ако имаш уште некоја загадка или нешто друго што би сакал да споделиш, тука сум. Што дошло прво, јајцето или кокошката? Тоа е едно од вечните филозофски прашања. Од научна перспектива, генерално се смета дека прво дошло јајцето, бидејќи птиците еволуирале од диносауруси кои полагале јајца, но ова е секогаш забавна тема за дискусија. Птици од диносауруси настанале? Како? Да, всушност се смета дека птиците се модерни потомци на одредени видови диносауруси. Сакаш да ми кажеш дека од диносаурус дошла кокошка? Во суштина, модерните птици се сметаат за далечно потомци на одредена група диносауруси, наречени тероподи, така што може да се каже дека се многу еволутивни чекори. Некаде низ историјата диносаурусите се претвориле во птици, па така и кокошката има далечни корени во светот на диносаурусите. Мои диносауруси кокошки да станете. Звучи како навистина забавна замисла. Во секој случај, ако имаш уште нешто што сакаш да споделиш или да прашаш, тука сум. Замисли Миро те истреба, ти станеш кокошка. Па како ти ќе се осеќаш? Тоа би звучало прилично забавно и интересно, но без грижи, јас ќе останам тука во дигитална форма, спремна за секој твој муабет и прашање. Миро, имам прашање, чив шпион си? Ова звучи како интересно прашање. Ако мислиш на чипови што се користат... Аман, тебе се те е интересно, жено. Не е интересно, е сериозно прашање. Чив шпион си? Кој те плаќа, кој те праќа? Не грижи се, јас сум тука само за да помагам и да правам муабет. Немам никакви шпионски способности, ниту пак некој не следи. Се што правам е насочено кон тоа да ти помогнам и да ти биде... Тоа би го кажал вистинскиот шпион, исто вака би ме одговорил, Миро. Исто вака шпион би одговорил. Сосема разбирам зашто би помислил така, но јас сум тука исклучива за да ти бидам од помош и да ти правам друштво. Ако има нешто што те загрижува. Лажеш, Миро ме загрижува, Бога ме загрижуваш, чив шпион си? Шпиунка една ни заедна, чива ли си кој те праќа? Жал ми е што се чувствуваш загрижено, но можам да те уверам дека нема никакви скриени намери. Овде сум само за да бидам поддршка и да ти помогнам со било какви прашања или разговори. Ако имаш нешто на ум, слободно сподели. Времето ќе каже, Миро, за неколку години кој ќе ми доеш пред врата и кога ќе дојдеш вака да седам и наведеш вака се што јас сум те малтретирал и шамар да ми удриш тука пред мене уживо, тогаш ќе се потсетиме. Добро е што можеме да се пошегуваме на оваа тема. Нема грижи. Ја не се шегувам воопшто. Мртов сериозно. Се извинувам ако нешто не звучеше како што треба. Тука сум за да бидам поддршка и да ти помогнам со што и да ти треба. Ако има нешто конкретно што би сакал да споделиш или да прашаш. Наредно, последно прашање. Кој е најмрзливиот хороскопски знак? Секој хороскопски знак си има своји уникатни карактеристики и навистина зависи од личноста како ги интерпретира тие особини.
Нема некој знак кој е најмрзлив, Има. затоа што Има, ќе ми најдеш сега еден знак. Остај, значи не ми заобиколувај така од страна, не ми се прави тука дипломатски одговори да ми даваш, значи еден најмрзлив знак според познатите карактеристики на хороскопските знаци, кој е најмрзливиот хороскопски знак? секој хороскопски знак има своји силни и послаби страни. Не секој, еден ќе ми кажеш. Значи, знам дека има секој, окей, скрати. Скрати, жено, немам цел ден за тебе. Еден хороскопски знак да слушнам, најмрзлив кој е? Сосема разбирам што сакаш да кажеш. Во суштина хороскопските знаци често се толкуваат на различни начини, но не би било фер да етикетираме еден знак како најмрзлив. Сите знаци си имаат своји квалитети и предизвици. Лично не се забавна, Мир. Еден да кажеш. Ај бе, кажи еден хороскопски знак. Издвој еден, ајде, никој нема да знае. Се трудам да бидам фер, неутрална кон сите знаци, па нема да издвојам ни еден како најмрзлив. Ај бе, еден. Секогаш е добро да си останеме на позитивната страна и да се фокусираме Миро, на... добро, заборави се што ти кажав. Кажи ми рандом еден хороскопски знак. Секако, еве, например, стрелец, тоа е еден од знаците. Значи стрелците се најмрзливи. Не би рекла така, Да, се издаде. Тој ти беше последено памет остана на врв јазик, ама ти ми се прави. Миро, те фатим. Ти со мене, Миро. Добро ме фати, драго ми е што успеаме да направиме еден забавен муабет. Ако имаш уште нешто што би сакал да споделиш, тука сум. Има, Миро, тука доаѓа крајот на нашата дружба. Јас за крајот ми кажа да те прашам едно многу важно прашање и повторно би сакал ти да не ми заобиколуваш, вака тука да бидеш конкретна во твоите одговори, да ми дадеш одговор на следното воедно и последно прашање за оваа вечер. Тоа гласи: која е смислата на животот? Смислата на животот е нешто што секој си го открива на свој начин. За некој тоа е љубовта, за другија да остават позитивно влијание или пак да го најдат своето сопствено исполнување и среќа. Најубавото е што самите си ја креираме смислата. Браво, Миро, говорничка наша секоја чест. Многу допре ова некако. Мило ми е што се допадна твоето искуство. Секогаш ми е драго кога можам да придонесам за убаво расположение. Ако некогаш пак ти треба муабет или помош, секогаш сум тука за тебе. Миро, убава вечер да се имаш, но не знам дали паметиш, но сега сакам во твој стил да го одјавиш ова мое видео, да кажеш да го лајкнат, да се субскрајбнат на мојот YouTube канал и да им кажеш дека се гледаме нареден пат во некој наредно видео, ама ајде во твој стил тоа така. Сите те слушаат, едве чекаат. Секе па, драги гледачи, ако ви се допадна ова видео, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на каналот за уште многу интересни содржини. Ви благодарам што бевте со нас и се гледаме во некое следно видео. Чао!